Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како девја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Господи. Денеска нашата Македонска православна црква го чествува споменот на светата великомаченица Варвара, светиот Јован Дамаскин и светиот Генадий, архиепископот Новоградски. Таткото на оваа славна Христова последователка, која од раните години станала невеста Христова по име Диоскор, бил познат по положајот и богатството во градот Илиопол египетски, а во верата бил незнабожец. Својата ќерка единица, мудра по ум и убава на лице, Диоскор ја затворил во висока кула, ја обкружил со сите удобности и дал слугинка да ја служи. Поставил идоли за поклонување и созидал бара и созидал бања со два прозорци. Набљудувајќи ги од прозорецот на кулата, земјата долу и звезденото небо горе, на Варвара и се отворил умот со благодата Божја. Та го познала едниот вистински Бог Творец, иако немала никој од луѓето за учител во тоа. А кога еднаш нејзиниот татко се оддалече од градот, таа излегла од куќата и по Божјата промисла се сретнала со некои христијанки кои ја објасниле вистинската вера христијанска. Срцето на Варвара се разгорело со љубов кон Христа Господа. Таа наредила да отвориле уште еден трет прозорец на бањата, за трите прозорци да бидат символ на Светата Тројца. На еден камен во бањата нацртала со прстот крст и крстот се вдавнал во каменот како со железо врежан. Од незините стапала на полот на бањата потекло извор со вода, која подоцна многумина ги иселила од болест. Кога Диоскор дознал за верата на својата ќерка, сурова ја претепал. Ја избркал од кулата и потрчал по неа за да ја убие. Една карпа се расцепила и ја скрила Варвара од суровиот татко. Кога повторно се појавил, татко ја фатил и ја одвел кај началникот Мартијан, на кого му ја предал ќерката на мачење. Невината Варвара ја соблекле и ја камчикувале, се додека нејзиното тело не било покриено со крв и со рани. Во затворот и се јавил самиот Господ со ангелите и ја исцелил. Кога го видела тоа некоја жена Јулијана, и самата посакала мачеништво. И двете биле страшно мачени и со подвид по градот водени. Им ги отсекле градите и многу крв од нив истекло. Најпосле ги изведе на губилиште, каде што самиот татко си ја заклал ќерката, а војниците Јулијана.
Во истиот ден удрил гром во куќата на Диоскор и ги убил и него и Мартијан. Светата Варвара пострадала во 306 година по Христа. Нејзините чудотворни мошти се наоѓаат во Киев. Прославена во Христовото царство, таа многу пати се јавувала во денешен ден, понекогаш сама, а понекогаш и во придружба на Пресветата Богородица. Слава му на Бога, амин. Драги браќи и сестри, се наоѓаме во Божикниот пост, се наоѓаме во времето кога треба да го смириме срцето, кога треба да поуздаме верата, кога треба нашата уста да говори молитви, а нашите дела да чинат добри дела. Но исто така се наоѓам и во Параклисот, кој што полека еве ни прересна во една црква, кој е посветен на Светата Петка Парасхева. Ние имаме среќа како Велешани да се пофалиме дека овој дел на градот ни приличи на мал Атос, на мала Света Гора, затоа што тука се наоѓаат повеќе црквичења, се наоѓаат со повеќе храмови Божи, но ете, со Божја помош и со ваша помош се надеваме дека заедно овој храм побрзо ќе го доизградиме, побрзо ќе завршиме со фрескописот, за да можеме побрзо да го осветиме и да се насладуваме неговата убавина и да ги пренесиме нашите молитви. И да ги пренесиме нашите молитви пред Христа Бога. Но исто така не треба да забравиме дека Божикниот пост е време кога како христијани треба освен тоа што сме смирени да помогнеме на оние што се послаби и понемогти од нас. Ова е време кога треба да го одврзиме нашето кесе, да дадеме на сиромашните. Ова е време кога треба да ги посетиме нашите постари роднини кои се одамна заборавени. Ова е време кога треба да појдеме во болниците и да ги посетиме и најмногу познатите комши или роднини. Да ги подадиме рака, да ги поддржиме за рака, да поразговараме со нив, но и секако малку финансиски, ако можеме да ја помогнеме. Во овој град со благослов неговото високопреосвештенство митрополитот Поварадски Господет Агатангел веќе цели 3 години постои црковна родната кујна која се наоѓа во центарот на градот, каде што главна мисија е да им возложиме по еден топол оброк на оние кои што се понесреќи од нас, кои се наоѓаат на работ на социјалата, па така што да не заборавиме на нив. Ако не, во текот на целата година, за време на големите празници постовите, можеме слободно да појдеме, да видиме како функционира таа и нели секако да помогнеме за да им го усрекиме и понаставиме животот на секојдневните корисници. Затоа е на апел, бар во текот на овој Божикен пост, почесто да оѓаме во семејството Божие, да обрнуваме внимание на воспитувањето нашите деца и да обрнуваме внимание и да помогнеме на оние што се послаби од нас. А секако, еве со благослов на високопросвештениот владика митрополитот Агатангел и со помош на телевизијата Здравкин се обидуваме и преку овие емисии да доприме до верниците, да доприме до вашите домови преку медиумот и да зборуваме вистината за Христос, затоа што Бог рекол, ако јас не проговорам, ќе проговорат овие камења. Им посакувам лесен пост на сите верници и дај Боже овој храм посветен на Светата Петка да го видиме поскоро завршен. Слава му на Бога. Амин. Спасителот како образ и како пример за верата посочува кон децата. Едноставноста на верата ја раѓа и едноставноста на животот. Од едното и другото произлегува воспоставувањето на хармонијата. Ако со мудрување се отвори пристапот кон побожноста и кон добрината, нашата душевна внатрешност и целиот раздор и немир ќе се уништат. Оние кои мудруваат секогаш велат: тоа не треба така, ова не треба овака. Дајте ми, јас се ќе направам одново. Старото е неприкладно и досадно. Меѓутоа тие никогаш и нигде ништо добро не сториле, туку се уништуваат.
Умот, тоест разумот, треба да се слуша само за она што Господ заповедал. Умот уште се нарекува царот во главата, ама не му е дадена законодавна власт, туку само извршна. Штом прифати да биде законодавец, тој одма предизвикува растројство во верскиот и политички живот на предците и се паѓа на глава. Во општеството настанува голема несреќа кога умот почнува слободно да лета, не обзирајќи се на божествената вистина. Тоа е гневот Божи. А за него е кажано: скрите се додека моментот не помине. Во овој век самоволното мудрување најдобро се крие во простата вера. Како што за време на бура е подобно да се седи во куќата и да не се излегува во самоуверената борба со неа, така и за време на бурното самоволие. Подобро да не се излегува во борба и да не се допира оружјето, мудрувајќи во желбата на спротивствувањето. Едноставноста на верата е многу појака од мудрувањето. Да се облечеме во неа како со оклоп и ќе одалееме. Слава му на Бога. Амин.